Изборите во Липковскиот регион поминаа во најдобар ред, без ниту еден инцидент, а жителите на локалните села велат дека толку мирни избори немало досега. Тој став го делат и жителите на Отлија и покрај тоа што од политичката партија Беса поднесоа жалби токму за избирачките места во нивното село. Жителите на село Отлија не беа така расположени да зборуваат пред камерата на телевизија Нова, меѓутоа дел од нив се охрабрија и она што ни го кажа е дека немале никакви проблеми при гласањето. Ги запрашавме и дали некој од нивните комши можеби слушнале дека имало некакви нерегуларности или проблеми, меѓутоа кажа не, се помина едноставно во најдобар ред. За село не беше убаво. Како треба, така отиде. Али сега нема проблем ништа, све беше уреда. Вие се излеговте, си гласавте, најно не забележавте никоја нерегуларност или некои луѓе што не се од селото да се моткат околу гласачките места? Јас сум чувал тамо, ја беше само гласаја сам и вратија сам. Али тамо нисам чувал се има некои проблеми. Сви ја прашаја сам тие други, каже све беше уредо. Нема проблем ништа, карање нема. Беше многу убаво. Помина изборите, дали беа мирно во ова село? Па ја не се бавам многу со тие работи. Ја искочи, гласа и врати се дома. Немаше никакви проблеми? Не имам. А како коментира тоа што вика дека има некакви неправилности баш во село Отлија? Не знам. Не сте забележали ништо? Истото мислење го дели наблюдувачот на ВМРО ДПМН Панче Кралев. Се сомнева во изборен инженеринг токму во овие места, особено по приговорите поднесени од СДСМ покрај оние на Беса, бидејќи постои можност од договор помеѓу двете партии за взаимно помагање, односно префрлање на гласовите од своето конто на помош на другиот, со што би се одразило на бројот на пратеници и на ВМРО ДПМН и на ДУИ. Од тоа што можевме да констатираме на самото избирачко место, дека сега процесот бираше многу фер и демократски. Гласањето се одвиваше мирно, од самиот почеток до затварање на избирачкото место. Во текот на денот додека траеше гласањето, избирачкото место беше поседено и од неколку странски наблюдувачки мисии, меѓутоа и од невладени организации, кои не констатираа ниту пак увидаа некакви нерегуларности што се сопадна сосема и со нашата констатација. И Владимир Пешевски од ВМРО ДПМН беше во овој регион. Вели дека ниту еден од наблюдувачите немал забелешка за начинот на гласање. Некаде околу 50 лица имале можност да стават забелешка во извештајот. Ниту едно од овие лица, ниту наблюдувач, ниту член на избирачки одбор нема ставено ниту една забелешка а имале можност во извештајот што се однесува до гласањето. И вице-премиерот го дели мислењето и додава дека преку изборен инженеринг СДСМ и Беса сакаат да ја фалсификуваат волјата на граѓаните.